Добре дојдовте, почитувани ученици во училница. Овој видеонапис е наменет за учениците од второ оделение по предметот математика. Јас сум оделенски наставник Александра Гаджовска при основното општинско училиште Јан Амос Коменски, Скопје. Денес ќе ја презентирам видеолекцијата која е насловена како текстуални задачи со собирање и одземање. Наставната содржина е наменета за учениците од второ оделение. Оваа содржина произлегува од целите во програмата дека учениците ќе се стекнат со знаење и ќе умеат да избираат и користат соодветни мисловни стратегии за пресметување и да ја објаснуваат постапката како дошле до одговорот. Усно да го образложуваат начинот на решавање и размислување, да го користат знаењето за решавање проблеми и загадки и да ги разбираат едноставните текстуални задачи, да определуваат операции кои се потребни, собирање или одземање за нивно решавање и со помош ги представува со предмети, со цртежи или со низа броеви. Ученици, за овој час ќе ви бидат потребни тетрадка по математика, прибор за пишување, табела 100. Најнапред да повториме. Кои две математички операции досега ги имаме изучено? Така е, ученици, собирање и одземање. Да се потсетиме, знакот кој го користиме за математичката операција собирање се вика плюс и се запишува. Погледнете, ученици, на екранот. Знакот па кој го користиме за математичката операција одземање се вика минус и се запишува. Погледнете на екранот. На денешниот час ќе учиме како се решаваат текстуални задачи со собирање и одземање. Пред да преминеме да решиме текстуална задача, најнапред да ве запознаам со чекорите при решавање на текстуалните задачи, а потоа истите да ги примениме. Првиот чекор – внимателно читање на задачата или приказната. Вториот чекор – ситуацијата ја замислуваме. Третиот чекор – представување на ситуацијата со цртеж. Четвртиот чекор – читање и разбирање на поставеното прашање. Петиот чекор – определување на математичката операција. Шестиот чекор – представување на задачата со математички израз. Седмиот чекор – да се реши математичкиот израз. И осмиот чекор – текстуален одговор на задачата. Пред да преминеме на следната задача, да се потсетиме на првиот чекор. Првиот чекор беше, ученици, внимателно ја читаме задачата. Ајде сега тоа да го сториме. Во својата касичка Маја имала заштедено 23 денари. Дедо ѝ дал уште 5 денари. Колку вкупно денари има Маја во својата касичка? Следниот чекор, односно вториот беше, ученици, ја замислуваме ситуацијата. Погледнете. Маја има 23 денари. Дедо ѝ дал уште 5 денари. Третиот чекор. Ја представуваме ситуацијата со примена на манипулативни средства. Маја имаме 23 денари, ги представуваме со 23 коцкички, дедо ѝ дал уште 5 денари и тие ги представуваме со 5 коцкички. Четвртиот чекор, внимателно го читаме прашањето. Колку вкупно денари има Маја во својата касичка? Петиот чекор, определување математичка операција. Маја има 23 денари, односно 23 коцкички
Дедо и дал уште 5 денари, односно 5 коцкички, го ставаме знакот плюс и со тоа ја определуваме математичката операција собирање. Шестиот чекор. Цртежот со манипулативни средства го представуваме со математички израз. Маја имаме 23 коцкички, дедои и дал уште 5 коцкички. Тоа го запишуваме. 23 плюс 5 е еднакво. Со тоа е запишан математичкиот израз. Седмиот чекор беше да го решиме математичкиот израз кој веќе е поставен. 23 плюс 5 е еднакво на 28. Осмиот чекор да одговориме на поставеното прашање. Ајде, ученици, да се потсетиме кое беше прашањето. Колку вкупно денари има Маја во својата касичка? Маја во својата касичка вкупно имала 28 денари. Ученици, да решиме уште една задача со примена на чекорите. Миле набрал 18 јаболка, изел 3. Колку јаболка му останале? Најнапред ја замислуваме ситуацијата. Миле набрал 18 јаболка. Потоа со илустрација представуваме 18 јаболки набрани, меѓутоа 3 изел. Одиме на следниот чекор, да ја поставиме и да ја решиме задачата, меѓутоа овој пат користејќи ја бројната оска или бројната низа. Имаме низа од броеви 13, 14, 15, 16, 17, 18. Оваа низа на броеви е во растечка. Расте за еден чекор. Погледнете. Гледаме 18 на низата. Тоа ни означува бројот на набраните јаболки на Миле. Тој изел 3 јаболки, односно се враќаме за 3 полиња налево. Погледнете, е минус едно поле, односно едно јаболко, 17, минус уште едно јаболко, 16, минус уште едно јаболко, 15. Да го запишеме ова со математички израз. 18 минус 3, да го решиме истиот израз, еднакво на 15. Да одговориме на поставеното прашање. Колку јаболка му останало на Миле? Одговор на поставеното прашање, на Миле му останале 15 јаболка. Ајде, ученици, да решиме уште една задача. На паркиралиштето имало 12 жолти и 3 црвени автомобили. Колку вкупно автомобили има на паркиралиштето? Како беше првиот чекор? Најнапред ја замислуваме ситуацијата приказната, односно на паркиралиштето имало автомобили. Потоа ја представуваме со илустрација, односно имаме 12 жолти автомобили и 3 црвени автомобили. Ајде сега истата да ја поставиме со математички израз, а потоа да го решиме. Но овој пат, ученици, ќе користиме табелата 100. Извадете ја табелата 100 пред вас. Го наоѓаме бројот 12, односно имаме 12 жолти автомобили. На паркиралиштето имало уште 3 црвени автомобили. Тоа значи дека треба да додадеме, односно низата да се зголемува за еден чекор. 13, уште едно црвено автомобилче, 14, уште едно црвено автомобилче и стануваат вкупно 15 автомобили на паркиралиштето. Ја поставуваме со математички израз и истата ја решаваме. 12 плюс 3 црвени автомобили еднакво
вкупно на 15 автомобили. Да одговориме на поставеното прашање, најнапред да се потсетиме. Прашањето беше: колку вкупно автомобили има на паркиралиштето? Следува одговор: на паркиралиштето вкупно имало 15 автомобили. Ученици, за домашна работа имате да ја решите следнава задача на начин кој ви е најлесен, со примена на манипулативни средства, бројна оска или со користење на табела 100. Во вазната имало 8 жолти и 7 црвени цветови. Колку вкупно цветови имало во вазната?